Извини, јас помина долго време, сега сум добро, ама се изнервирав кога го заборавив денешниот ден. Не би сакала и тебе да те потсетам. Не е проблем за мене. Хазиран, јас вечерва ќе те смирам со морето. Не, нема шанси, не. Хазиран, дојди. Појрас, не можам, Појрас, те молам, не можам. За татко ти. Биди сигурна и тој би сакал вака да биде. Нели рече бил заљубен во морето? Ете да беше жив и тој би го сакал ова. Ајде. Појрас, не можам. Хазиран, можеш. Не можам. Можеш, јас ќе бидам покрај тебе, само верувај ми. Појрас, те молам, не можам. Те молам. Појрас. Хазиран, ќе може ли да ми веруваш? Појрас, те молам. Јас сум до тебе, не се плаши. Појрас, јас... Ајде. Ајде види, ке можеш. Појрас, Те молам. Појрас, навистина не можам, Хазиран, Појрас. слушај ме, Хазиран, слушај ме. Добро. Хазиран, погледни ме. Дали ми веруваш? Никогаш нема да те напуштам во ред. Секогаш ќе бидам покрај тебе. Ајде. Ајде за татко ти. Ајде. Појрас, се плашам. Не се плаши, еве јас сум до тебе. Дојди кон мене. Види се продлабочи, Појрас. Добро, те стигнавме. Добро. Ти дојди кон мене, ајде те молам, Појрас. Во ред доаѓам кон тебе. Никогаш нема да те напуштам во ред. До тебе сум. Вети ми. Ветувам. Никогаш нема да те напуштам. Добра си? Добро е што те имам. Добро е што и јас те имам. Не ме напуштај. Никогаш нема да те напуштам. Никогаш. Никогаш. Колку само сте сладки вие вака. Гулабчиња ни едни. Како човек да не ве изеде, а? Ама штета. Навистина штета. Вие сега само си мислите дека ќе бидете среќни? Двајцата среќно живееа до бескрај. Како во бајките, така? Ма немој. Толку ли е лесно среќно да се живее? А, душички? Јас имам лоша вест за вас. Јас сум лошата вест, душички.
Нема бел ден да видите. А до тогаш, добра ноќ. Сладки сништа. Читаш книга? Не читам книга. Милион пати ја читам истата реченица. Ти си моето најголемо богатство на овој свет. Го знаеш тоа, нели? Сигурно после Зейнеп. Твојата многу сакана и ценета господја Зейнеп. Немој така. Ти си ми аманет од мајка ти. Душата ми гори кога те гледам вака тажна. Не. На свадбата играше оро како младоженец. Идил. Самотијата е многу тешка. Мене ми го кажуваш тоа? Човек си сага брачен другар кој ќе го направи животот позначаен, со кого ќе се бори покрај сите потешкотии што ги има. Да, некои чекаат долги години за тој брачен другар, а некои да не ги уроча машала го наоѓаат за секунда. Ти мислиш јас дека не чекав? Јас долги години ја чекав Зейнеп. Не зборувам за мајка ти. Таа е многу драгоцена. Никој не може да се споредува со неа. Ама знам бе, Керко, чувствувам. Зейнеп ќе ми годи. Ако ти дозволиш, многу ќе ми годи. Тато, не ја гледаш Хазиран жити Господ? Откако дојде на островот, веќе нема мир. Таа жена ја израснала девојката. Што очекуваш од Што неа? можам да очекувам според тебе? Очекувам само љубов. Љубовта ќе реши се. Не. Љубовта ништо не може да реши. Ако не се реши со добро, ќе се реши со лош. Сите ќе го видат тоа. Многу ти студи? Да не ти студи повеќе, да те однесам дома. Ти ме правиш многу среќна. Овој страв не можев да го надминам со никој друг. Можеш да ми веруваш, Хазиран. Секогаш. Знам. И ти мене. Нели ги надминавме другите проблеми? Ги решивме така? Појраз? Звезда што паѓа. Звезда што паѓа. Прекрасно беше, гледај. Ја пропушти Појраз. Во ред, друга ќе паѓа за кратко. Тоа не е нешто што се случува секоја минута. Како ја пропушти?
Виде ли? Виде дека падна уште една, виде ли? Видов. Како може ти да знаеш се? Имав среќа да кажеме. Замислив желба. Ти дали замисли? Јас веќе имам желба која чувам долго време. Која е? Не ти кажувам. Ако ти кажам, нема да се оствари. Но ти не веруваш во тие работи. А ти? Ти дали замисли желба? Секако дека замислив. Што замисли? Не ти кажувам, бидејќи јас верувам. Значи, не е многу тешко да се погоди која е мојата желба. Сакаш да направиме вака? Желбите да ги напишеме на хартија, потоа да ги покажеме еден на друг кога ќе дојде време. Што велиш? Сериозна си? Да, сериозна сум. Што има лошо во тоа? Вака, како да е мала игра. Нели е возбудлива според тебе? Добро, тогаш да донесам пенколо и хартија. Ја напиша? О, дамно. Толку ли е кратка? Да. И мојата? Така ли? Така. Добро. Добро. Ке видиш кога ќе дојде време. И ти ќе видиш кога ќе дојде време. Ке видам. Види. Ама вети ми, нема да го отвориш и да го прочиташ пред да дојде време. Договорено, ветуваш? Ке ги чуваме овие? Да, секако ке ги чуваме. Добро. Во меѓувреме јас го држувам зборот, го знаеш тоа. Кажи го тоа на себе. И јас нема да прочитам, ти ветувам. Добро, тогаш нема проблем. Нема. Уште сме тука? Добро, тогаш да ги скриеме овие. Ајде, Ти натаму, јас наваму. ајде. See
halime. Уште 5 минути. Воопшто не сакам ноќва да заврши. Ама многу ти студи. Ајде да те однесам дома. Ајде. Секогаш ќе бидеме вака? Како? Значи ете вака. Многу далеку, многу блиску. Многу блиску, ама многу далеку. А ти како сакаш да биде? Вака е подобро. Вака е подобро. Вака? Влези. Иди, Лушо, добре дојде. Здраво, чичко Јасин. Како си? Благодарам ти, како си? Повели. Кога ќе почнеш со работа? Мислам не наскоро. Секогаш имаме потреба од медицинска сестра, знаеш? Ти благодарам. Тогаш да кажеме можеби некој ден. Во ред. Тогаш кажи ми. Те слушам, што се случи? Сега вака. Јас некое време се чувствувам многу малаксана. Тешко се будам наутро, понекогаш ми трнат рацете и нозето, дури и ми се случува да повраќам. Разбирам. Добро, тогаш ќе направиме тестови. Во ред, секако. Зејнеп ми спомна дека сакате да разговараме, ама не ми е јасно на која тема. Мене татко ми рече да ви го пренесам неговиот поздрав, дојдов тоа да ви го кажам. Благодарам. Но кој е татко ви? Од островов ли е? Не, јас не сум од островот. Ама
Татко ми од Адана, Дженап. Дженап од Адана. Не ми текнува. Не ви текнува? Дженап Мемранли. Дженап Мемранли ви е татко. Изгледа сега ви текна. Мислам, секако дека сите го познаваат вашиот татко. Прво да го примам поздравот, може? Значи, сите го познаваат господин Дженап, ама лично не се познаваме. Се надевам нема да се запознаете. Како? Мислам лично. Има ли некоја молба или желба од нас, секако ако зависи од нас, ќе се потрудиме да помогнеме, мислам. Само малку. Убаво. Насмеј се. Ама не се смееш, насмеј се. Аха. Добро. Разговаравме со градоначалникот во врска со нашиот остров. Ке има добар напредок. Што ќе правите? Следете ме. Добро. Најс. Ќе ја вклучите ли климата? Ви благодарам. Пред малку рековте добар напредок. Сега овие трговците имаат поплаки за контейнерите за ѓубре, сигурно сте слушнале за тоа, мислам. Да, секако дека знаеме. Сега ова лето дојдоа повеќе туристи, затоа контейнерите не ни се доволни. Се уште не успеавме да Ало, собереме бато доволно Ибрахим, како си? Добро сум јас, добро. Добро, не одолговлекува и слушај ме добро. Имам итно барање од тебе. Многу итно барање имам. 15 доволни ли се? Дори и многу. Сега оставија цела друга работа што ја имаш и мене прати ми 20 контейнери за ѓубре веднаш. Сметката прати ми ја мене, јас ќе ти префрлам пари, важи? Ама ги сакам за утре, добро? Ке средиш, знам јас, ајде. Ке ти се јавам за деталите, важи? Добро. Добро, ајде се гледаме, важи. Ајде, бај. Може ли да исклучите климата? Ви благодарам. Ми пречи кога е студено. Малку сум осетлив. Ладно сум осетлив. Господин Бату, многу ви благодарам, ама... Моментално веќе немаме за што да разговараме и онака многу ќе се гледаме на островот, сега да не ви одземам многу време, да не ви пречам. Ако ви е топло, можете да ја вклучите климата. Добро е да се освежите, а? Ке може да донесете чаша ладна вода за господин Латиф? Многу си ми лута, знам. А што да ти кажам, Бириджик? Значи, да, не работев кај тебе како што треба. Подобро да не ти правам повеќе проблеми и да си дадам оставка. А ти кога почна да работиш за да дадеш отказ? Во право си. Вчера Алпер ми кажа дека сум била арогантна кон тебе. Многу ми е жал, Мелиса, верувај ми, немав таква намера. Не беше арогантна. Нормално се однесуваше. Не ми се верува да мислиш дека е тоа нормално. Веќе не знам што да мислам, Бириджик. Слушај, знаеш што, јас всушност сум многу добра другарка, навистина, многу сум добра во другарски односи. Ама немав прилика тебе да ти се докажам. Не мора секој со секого да биде другар. Освен тоа, ти нели си другарка со Хазиран? Да, ама ние веќе подолго време не сме седнале да разговараме асално. Островот не раздели. Сите не вовлече во различни маки. Ама какви маки? Мелиса, се трудам да ти кажам нешто. Зошто вака се однесуваш? Што сакаш да слушнеш од мене, Бириджик? Зошто не ме сакаш од самиот почеток? Толку се мачам, воопшто ли не го гледаш тоа? Зошто да не те сакам, ма? Или зошто да те сакам? Или кој кого сака, ни тоа не се знае? Во ред, тогаш да си одам.
за твојот труд до денес. Ти си го спремила ова? Добро утро. Добро утро. Ако одиш во хотелот... Не одам во хотелот, имам работа. Добро. Прашај, ајде, прашај. Каде одиш? Нели ти реков дека го продавам маслиновото масло? Одам да го однесам. Во ред, тогаш се гледаме. Сакаш да дојдеш? Човекот умира по тебе. Ноќе си била во неговите соништа, горел по тебе. Тој веле дека би застанало и пред куршум. Не, Душо, сигурно не кажал такво нешто. Колку срамни зборови се тие, Ѓорке? Срамот е на друго место, не ми отварај уста. Само еднаш ќе вечераш со човекот, што можеш да изгубиш, те молам? 2 часа од мојот живот. 2 часа. Знаеме што правиш ти. И што ќе правиш? Ќе седнеш пред телевизорот и крц, ќе јадеш семки. Како улава, боже ми, Елон Маск. Ете, се е на виделина. Јагоди, сливи, крушки, се е на виделина. Што да земеме? Да правиме сладко? Ќе направиме сладко, мајкино. Добро. Да земеме едно од тоа. Јас веднаш се враќам. Добро. Дај ми и сливи, дај ми кило сливи. Тие биле многу сладок пар. Замисли, 40-45 години биле во брак. Веднаш на влезот на селото имаат ресторан. Заедно работеле, самите готвеле таму. Изгледа затоа го купија маслиновото масло. Сладки биле. Лично не се запознав со нив. Ама сите на островот ги познаваат, ја раскажуваат нивната љубовна приказна. Многу се сакале, сите им завидувале. Замисли, толку години поминале. Значи, велам 40 години, дури и после 40 години толку многу се сакале. Доста веќе! Издржав до оваа возраст, ама доста веќе! Доста! Ами тете скапичини, барем за нив да ти е жал. Како можеше да ме лажеш? Како можеше да го продадеш плацот без да знам јас? Секолнам ке се разведам од тебе. Разведи се ако смееш да видиме. Здраво. Простете што ве вознемируваме, ама... Добре дојдовте, синко, добре дојдовте, поминете. Оставете го тоа овде. Ајде, дојди. Ајде, Кирко. Фатих! Што е? Стрелата на Ерос. Му дава дух на срцето. Што се случува? Доаѓаме за кратко. Кој доаѓа? А нели сакаш Селма да ја однесеш на вечера? Јас ли? Не, јас. Сакам јас, се разбира. Ете, конечно можеме да кажеме дека си заљубен. Гледаш како се опушти, стрелата ни помогна. Биди, јас средив се во ред, разговарав со Селма, знае. Ти само ќе однесеш на вечера, ќе ја поканиш. Ти верувам, Фатих.
Ајде да видиме. Овој ме излажа. Змија сум чувала дома. Јас не те излажав. Се обидов да ја кажам вистината, ама не можев. Има разлика меѓу тие работи. А? Каква разлика има? Да ме дозволи да си ја кажам маката. Вака да направиме. Нека биде еден по еден во ред. Прво да почнеме со Чичкото. Ти почни да кажуваш, Чичко, ајде зборувај, те слушаме. Чичко, навистина што направи толку страшно? Ами ние имавме еден плац. Ми дадоа добра цена и јас го продадов. Ама на жена ми реков не го продадов. Тогаш тетката е во право. Вмешана е лага во работава. Во право е. Ама само еднаш излажав. Бога ми, само еднаш излажав сите овие години. Ова полудува кога ја кажувам вистината. Поради тоа се плашев да ја кажам вистината. Ха? Ама многу се каеш, нели, Чичко? Како можеш да не се каам, душо? Зарем ми сакал таа да такува? Таа е мојата единствена, долгогодишна жена ми е. Ете, во право е. Чичкото е во право, бил приморан, што да прави? Значи сега бил приморан, ама кењето не му помага, нели, тетке? Ај да си ми жив, бе, синко. Нели сега е важно да седнеме и да разговараме и да се договориме, така? Секако, душо. Љубовта е пред се. Ете, љубовта пред се, љубовта. Ама љубов, имаме љубов. Зарем реков дека нема? Синко, има ли љубов? Има ли? Нема ли? Нема ли? Нема ли? Секако има љубов. Како може без љубов? Има љубов. Има, но... Селма, Што? ајде да појдеме до продавницата. Ѓоркем? Што Ѓоркем? Ми се пречештука како гимназијалка. Ајде да му кажеме здраво на човекот. Поздрави го, дојди ти велам, ајде. Дојди, Селма, душо, Селма. Здраво, Селма. Добре дојде. Добар ден, Фатих. Дојдовме да земеме храна за мачиња. Ти имаш мачка? Не, јадеме храна за мачки. Манијаци сме, секоја вечер јадеме храна за мачиња на масата. Конзервирана, за улични мачки. Секако, да, имаме убава храна. Со месо, со пилешко, со риба. Секако дека има љубов. Јас го сакам овој човек. Ама, кога еднаш ке се скрши срцето, нема шанси да се поправи. Абе, жено, сега немој ти. Браво, тетке, алал да ти е навистина. Не, мама за оваа работа има лага во работа. Абе, и јас сум заљубен, бе. Таа ми е жена. Толку години ми е жена, таа е моја домакинка. Алал да ти е, Чичко, алал да ти е. Ете толку, решен е проблемот, се е многу лесно кога се разговара околу тоа, заврши. Воопшто не е толку лесно, Керко. Штом направи грешка, ќе плати и казна. Апсолутно се согласувам со тебе, Ќе тетке. платам, бе. Ќе платам колку што треба, само да заврши ова. Бога ми нека заврши, Чичко, треба да заврши. Да ја слушнеме казната, а јас ке ти помогнам. Ајде да видиме. Што ме така? Денес ќе ја заврши целата работа во дворот. По Жешково ли? По Жешково. Под ова сонце? Под сонце. Има некаков проблем? Ти која ја сакаш? Мислам, во приватен живот. Јас не сум пребирлива во храната, јадам се. Ама, например, многу сакам риба. Значи велиш храна со риба. Фатих, таа не зборува за таа храна. Друго нешто ти кажува. Може би зборува за специјалитетот на шефот. Добро, ако сакаш и ти, јас би сакал да те поканам да јадеме риба, ете, таму. Значи, вечерата подолго и ќе збориме на мачките. Остави ги мачките, те молам. Ѓоркем, душо, може да ме чекаш надвор? Ајде, пријатно. Секако дека може. Значи, можеме да одиме на пријателска вечера, затоа што гладнувам ноќе. Значи, јадам на вечер како сите нормални луѓе. Можеме еднаш заедно да јадеме и да видиме. Може, јас огладнувам на вечер. Ке јадеме некоја вечер кога 20 ќе огладнеме. Да, ете. Добро тогаш. Храна? Не, ќе ја земам кога ќе излеземе. Да. Фрли на оваа страна, на коренот. На коренот, така, Уште малку. Што гледаш?
гледате? Работате? Гледам, вие сте расположени. Машала, бога ми. Ние сме супер. Лимонада со мраз. О! Појраз душо. Гледај добро, нема веќе да ја видиш оваа сцена. Не слушам, не те слушам тебе. Продолжи, ајде. Велам, гледај добро. Аман, како и да е, јас пак на кого му зборувам? Да не ви треба нешто? Еј, Господ да те благослови. Добро би било по една чаша вода. Куќата е онде, земете си. Тубе, Бог да чува, бе. Смешно ли е? Смешно. Смешно. Ова беше најстрасната, најромантичната сцена со храна за мачки што сум ја видел во животот. Молчи, Ќорке, молчи, ќе те убијам. Како ќе го објаснам сето ова на Нехир? Си направил белја. Оди. Да одиме. Ах бе, Чичко, не си требал да лажеш. Ете, моја вина е. Грешка. Мојата жена е опасна, ама и твојот маж не е нешто помалку од неа. Значи, човекот не е мој маж. Твое. Видов како те гледа, јас. По очи ги познавам заљубените мажи. Знам по себе си. Така ли велиш? Знаеш дека се радувам во твое име? Зошто, тетке? Си нашол и убава и пријатна девојка за себе. Не, тетке, погрешно си разбрала. Ние со Хазиран... Остави сега. Видов како таа те гледа. И ти не си ништо поразличен од неа. До година во ова време ќе играме оро на свадбата. Многу ви благодарам за се. Пак ќе се видиме, синко. Многу ви благодарам. Дојдите ни пак. Ќе дојдеме, ќе Ќе дојдеме. Ајде, пријатно. Ајде со здравје. Пријатно. Многу сладки, многу смешни луѓе. Одлично ми помина денот, значи беше различен од останатите денови. Прв пат денот ми помина забавно, без стрес и нервоза. Ти благодарам. Нема на што, нема на што. Појраз. Нели ми прости? Те молам. Слушај, на вистина, веќе имам потреба да го слушнам тоа. Ете виде. Кога зборуваш, кога слушаш, кога на вистина ја знаеш намерата на другиот, кога сакаш, љубовта станува полесна. Добро. Што добро? Sonra yazmayınca harflerin nitelik yan yatar kelimeler cümlelerde evrik susar bütün müzik artık anılar bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Ти простив. Gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce yaz erken gelir buzullar erir sen bana gülünce çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce yaz